Агонь! Во ова видео, членовите на украинскиот одред за деактивирање бомби ги деактивираат мините во регионот на Миколаев во јужниот дел на Украина. Були різноманітні боєприпаси. Има широк спектар на муниција, артилериски, ракетни гранати, касетна муниција и нагазни мини. Селото Снихуривка во регионот на Миколаев беше окупирано од руските војници повеќе од 9 месеци. Вооружените сили на Украина го ослободија селото во ноември, но локалното население се уште не може да се врати. Причина затоа што руските сили оставија зад себе секакви мини, замки, недетониран арсенал. Це вони чекали нас. Очекуваа напад од нас и направија замки за да бидат подготвени. Сакаа да се заштитат, но потоа мораат да се повлечат. Само ги оставија мините како што беа скриени. Пред цивилите да може да се вратат назад, тимот за деминирање мора да изврши проверки. Перед цим ми отримуємо інформацію. Ми не їдемо. Не одиме на слепо. Прво добивме информации. Ако ни кажат дека некаде има потенцијални минирани области, таму проверуваме. Почнуваме со проверка на патот, бидејќи подоцна ќе го користиме за нас да се движиме. Потоа продолжуваме со деминирање во остатокот од областа. Вообичаено, едно од првите места што проверуваат на терен е под далноводите. Колку побрзо тоа се провери, толку побрзо може да се поврати електричната енергија. Тимот за отстранување бомби никогаш не заборава дека нивната работа може да биде смртоносна. І в людей були знайдені Во селото наоѓавме гранати, минофрлачки бомби, недетонирана муниција. Овие се особено опасни, бидејќи неправилно ракување со нив може да доведе до смрт или сериозни повреди на рацете и очите. Тие што не знаат како, никогаш не треба ни да ги допираат. Сите опасни направи што ќе ги пронедат, потоа се носат во специјален објект кој се користи за складирање на недетонирана муниција, а подоцна и за нивно деактивирање. Страх це показник здорового. Стравот е знак на здрав разум. Луѓето треба да се плашат да ги допрат овие направи, па дури и оние од тимот за деминирање. Ако немаат страв, тоа е проблем. Тоа не принудува да бидеме повнимателни затоа што луѓето ќе се вратат во оваа област, откако ние ќе заминиме. Во декември, тројца експерти за детонирање беа убиени додека бараа мини во регионот Керсон. Официјални лица од единицата за идни случаи велат дека од почетокот на руската инвазија само во регионот на Миколаев биле пронајдени и уништени над 8.000 парчиња недетонирана муниција.